Ono što se slučava u Paris, do kakvih poruka bi prenesli na francuski председател Макрон, što bi se razgovarali? Prvo, во вторник, следниот вторник, добиваме исклучителна прилика од држава, не само збор за лична покана во мене. Од 30 присутни шефови на држави кои ќе видат на таа Париска мировна конференција, само 5 минути примени и јас како единствен од овие држави кои се во процедура за Европска политика. Тоа е исклучително добра прилика да ги изложиме аргументите на двете страни, да ги чуеме мотивите на францускиот председател. А од наша страна, јас имам да кажам дека нашата позиција немаме никаква резерва према најавената нова методологија. Да види каква сакаме да биде 5 пати посилна од темата. Ние сме подготвени да влеземе во таков тип на преговори и воопшто немаме никаква резерва према евентуална реверзибилност на процесот. Значи, ако затвориш едно поглавје, да можеш да се вратиш назад, вратат назад, ако има негативни трендови во таа област, која току што позитивно се заврши. Бидејќи ние реформите не ги правиме за европските бюрократи, ги правиме за нашите граѓани. Значи, слободно може да не враќаат колку сакаат назад, битно ни е да почнеме, бидејќи навистина испрашавме се што од нас беше побарано во изминатиот период. Ова сакам посебно да го кажам и да го појаснам за целокупната македонска јавност. Да нема никој илузија дека може да постои човек на светот кој ќе оди и ќе го разубедува францускиот председател да ни даде датум за преговори после 2 или 3 години. Да сме на чисто. Ние сме мала држава, имаме силни аргументи кои ќе бидат кажани на таа средба, меѓутоа да не одиме со преголеми очекувања, затоа што ве уверувам, ни Америка, ни Германија, никој никогаш не може да го убедува председателот на Франција, сосема небитно каков нивото е. Франција е сега со заминувањето на Британија единствената нуклеарна сила во Европската унија. Франција е постојана членка на Советот за свет. Франција има 2,5 века демократија од која ние ќе сме учени. Штамо нема случајни луѓе. Таа политика која е образложена на последниот европски самит од страна на Макрон, колку да не ми се допаѓа, таа е обмислена и сосема се во моите забелешки дека последните држави кои влегува во Европската унија навистина не беа на нивото на старите земји, односно демократија и однос на другите слободи и права. Така што ние сме кандидат од 2005 година, 14 години се подготвуваме за преговори и повторувам, нашите тимови се подготвени. Нека биде најригорозна таа контрола, нека биде не знам каква новата методологија, ние сме подготвени и при тоа не станува збор само за промената на името, не е тоа нашиот единствен адут. Повторувам, ние сме, ако се стави Турција на страна, држава која најдолго чека да почне преговори и ви уверувам дека деценија и половина ние сме подготвени со сите тимови во сите 35 поглавја да се справиме со сите принципи и стандарди на Европската унија. Така што немаме никаква резерва во однос на тоа. Ја почитуваме одлуката на францускиот председател и неговиот резон и неговите аргументи од октомврискиот самит на Европската унија. Подготвени сме да кажеме во ред, промене таа методологија, не е проблем. Меѓутоа ние сакаме да знаеме кога од прилика би било тоа и навистина да почнеме со тој процес кој е, знаете сами, години и години долг.